dečki, kako ste, ja sam Stefan i dobrodošli nazad na mojot YouTube kanal. Kao što možete da vidite po naslovu na ovo video, ova video je reakcija na reakciji na moj YouTube kanal. Pa, video ovo go planiram podolgo vreme da go snimam, no čekav poveće reakciji, najrealno da kažem. Imam 4 od Mario, od Vajgale, od Asanov ili jednostaven dečko i od Nikix. Pa da ne odugovljekam mnogo se navava, ne zaboravite da ostavite like na ovo video i dok sve ušte ne ste pretplateni na moj YouTube kanal, napravite kod toga sa klikanje na subscribe kopčето dole. Pa, ajde da počneme, tuka vi ќе го гледате дел од каде што е мојот YouTube канал. Тука ќе ме гледате мене. Прв на листата е Марио, бидејќи тој направи прв реакција на мојот YouTube канал. Ајде да видиме, одамна го немам гледано видео, мислам дека беше негде во мај. Па, ајде да видиме што кажал. Масовно сте ми предложувале да реагирам на Čeliko. 90% мои другари. Така што јас до исто овој момент ќе пробам да го најдам Čeliko. Океј, прв канал на кој што денеска ќе реагирам е Čeliko. Валјда така се чита. Čeliko. Има 820 сабскрајбери, што и не е малку за почеток. Малку е за 6 години. Колку време снима човекот. Но ајде да видиме што снима Čeliko и што би можел јас да го советувам за евентуално да поправи во иднина за да привлече повеќе публика. Čeliko снима, пробај да го погодиш точното лого, окей, тоа е супер контент. Чудни факти за мене, окей, Евровизија 2018 квиз, валјда си евровизијски фан, како и јас, или видео. Окей, ајде ке го погледнам видеото или, не можам да ги гледам сите видеа, меѓутоа едно ми е доволно за валјда да можам да прокоментирам нешто. Ајде. Здраво дечки, како сте, јас сум Стефан и добредовте во ова видео. Како што можете да видите по насловот, ова видео Кринџам кога си го слушам од глас. Ставив на стори на Инстаграм, да ми поставувате или прашања. Ајде да видиме што сте ми поставили. Првото е банана или портокал. Што морам да кажам банана, бидејќи со бананата можеш да направиш овошни салати, милкшейк, сладолед, не знам, многу различни работи можеш да направиш со бананата, портокалот само можеш да го исцедиш, така да ги изедеш. Второто прашање. Океј, ајде ке го прокоментирам прво едитот. Одличен едит. Ми се допаѓа што вметнуваш елементи, за разлика од мене. Јас кога снимам или видеа, искрено се трудам многу побрзо да одговарам на прашањата и потоа во монтажа си мачам маки, затоа што реално ни немам време да ги ставам сите тие елементи, затоа што толку брзо го касапам видеото за да изгледа као еден здив, да сум кажам се, но ми се допаѓа начинот и твојот пристап генерално, така што имаш сабскрајб од мене, еве лайк на ова видео, се надевам дека ти значи. Па, толку сум јас во видеото на Марио, ова видео, иако траеше 5 минути или видеото, ме фати околу 5,5 часа да го едитнам, требаше да најдам PNG слики од портокали, банани, не знам таму, од разни работи, но подобро изгледа кога имаш вака елементи. Јас најпрво го едитнав само така празно и многу празно изгледаше, а вака супер се изгледа. Втор кој направи реакција на мојот YouTube канал е едноставен дечко или Асанов, па ајде да видиме тој што кажал. Левен човек што снима на YouTube не е Čeliko. Čeliko го знам реално, онака, мислам, не знаев дека е јутубер, али го знаев онака од Instagram, пошто го следам. Дет човекот имал YouTube канал, сакам да му го видам, ми го понудија и него многу души ми го понудија. И сега сакам да видам, реално види го има по 80, по 60, по 74 views, ама дето не се откажуваме, разбира, значи е упорен и не бара од никој реклама. Тоа е многу битно. Не барајте реклама! Да! Што попрво би еможи квиз. 90% нема да го успеат да решат. Реакција на македонски тиктокери. Здраво дечки, како сте? Јас сум Добро, ајде да одиме на... Ми се свиѓа кадрот, ми се свиѓа квалитетот на видеото. Наредното видео спонзорирано од Samsung. Да направим најградата фаца што можеш. Ајде. Нико знам тикток. На 3 не сега. Кога видеата на Душан беа интересни. Следи многу трендови, објективно ви имам видео на каналите на Девин Добрив, на попознатите луѓе, но мислам дека прв беше во Македонија што направил гој тренд. Исто и со следното видео. Што се деси? Човек мине еден минута да ми покрит и ти даваме на кутија цигари. Што знаме? Даваме натаму отиме. Ле, да, се кутијата во рака. Следен тиктокер што ми го кажавте е Стефан Лазаров. Кога беше само тиктокер? Океј.
Реално интересен е, види, многу е долго видео, пошто и моево видео ќе спадне предолго, така да... Интересен си Челико, братче, моје ти лајкче, ти сабскрајбче, се надевам дека после ова видео ќе биде отаман. Потоа следен на листата е Вајгале, тој не направи како реакција на мојот YouTube канал, туку гледаше кои познати јутубери му се сабскрајбнати. Не знам јас како се најдов на таа листа, но се решил во видеото да ми го отвори мојот YouTube канал и да прокоментира. Па, ајде да видиме тој што кажа. Сега, значи, Челико, значи, не знам дали некој го знае. Многу се труди братот, значи, многу повеќе заслужува отколку што има, субскрајбери, сакам да речем. И еве, значи, колку има прегледи, нема баш добри прегледи, али тоа е тоа. Што се важни прегледите? Значи, прегледи му има крај на тоа да проводиш точното лого, али Кога Марио направи реакција за тоа. Видите, не е лошо, значи не е лошо. Јас не оценувам по прегледи, по субскрајбери, али што е важно се труди, ова е лого може да осмени, банеро исто, значи Па добро е, мислам, на банерот треба да Иначе, осменам. тамнелои во видео, од кај мене имам едно видео како се како правам моите тамнели и Скопирав и дефинитивно. почна да ги прави слично некако на моите, али сега јас ги изменам некако ги правам како некој друг стайл. Титлови или брат. Превод. Че име брато што ми. Че запрам звук, значи од ти немам слушалки, да видам како има титлови братов. Па англиски и македонски. Искам да е нова година, пак видиш това, бе. Искрено браво, значи видите како зборува англиски. Еве ти искрено лајк, значи браво. 5 години само на англиски снимање. Како што можете, Што сакаш? како што можете да видите, добар канал, значи преден последно видео, така да му лајкни видео. Фала. И последен кој направи реакција на мојот YouTube канал е Nikix. Тоа беше пред една недела, две, па ајде да видиме тој што кажал. Значи, Челико снимат прилика нешто гейминг, некој малку ко шит контент, ама не е шит контент. Ке гледам пошто е од прилика никој не снима моментално Майнкрафт. Здраво дечки, како сте, јас сум Стефан и добродовте назад во новиот свет. Како што можете да видите по насловот на ова видео, ова е последната епизода од новиот свет, бидејќи си имаме проблеми со светот, има многу лаг, не се ладнува како што треба. Па сега ќе Искрено очекував нешто многу шит, ама искрено ова е нешто многу јако искрено. Ова е нешто прејако. Реално да видиме луѓе заради тоа што гледате да те значи колку е енергија ширка. Погледај дечки она, ама финтова е што ајбе не се гледа Майнкрафт и не треба тоа да снимаш, треба да снимаш нешто што стварно ќе видиш дека нешто ти се зависи за што снимаш ти. Некои снимат за прегледи, некои снимат за пари, некои снимат за само сабскрајбери. Свеќаш имаш сабскрајбери, немаш прегледи, чао пријатно. Така да, еве например чист доказ ти е тоа. Значи пред 2 дена 22 прегледи. Пред една недела 60 прегледи. Пред 3 недели 90 прегледи си имал нова видео. Значи луѓе сакаат да гледат тоа шит некој шит контент нешто, еве. Трансформации, значи има 200 прегледи, треба да така да ги спомниш нешто јутуберчино. како што можете да видите по насловот на овој видео, Океј. цркнал Инстаграмот. Значи, буквално човекот истова енергија има, човекот вич не е паднал в депресија, знаеш, тоа ми се свиѓа. Зашто во депресија? Па толку е од видео. Значи сите супер, Никиц ми изреѓа, не знам зашто. И колку што видов, сите ми имаат сабскрајбното, Марио, едноставен дечко, Вајгале, освен Никикс, Јан сапна ми, ја ќе видиш. Не се шалам, па тоа е тоа за овој видео, се надам дека ви се допадна. Ако ви се допадна, не заборавајте да оставите лайк, да го споделите ова видео со вашите пријатели и коментирајте доле каков друг вид на видео сакате да видите на мојот YouTube канал и се гледаме во некој наредно видео. Чао!